Амбасадорот на Франција во Република Македонија Кристијан Тимоние, претеничката во француското собрание Лилјана Тонги денеска остварија средба со градоначалникот на општина Штип Благој Бочварски. Штипскиот градоначалник вели дека на средбата го информирал амбасадорот за проектите кои се започнати во Штип. Имавме време да ги размениме мислењата во делот на целокупната слика во Република Македонија, но пред се во делот на развојот на општина Штип и тоа што го правиме во овие први неколку месеци откако јас и оваа нова локална власт е во кабинетот на градоначалникот на општина Штип. Така што сите крупни капитални проекти кои што ги отпочнавме, го запознавме амбасадорот и тој ги кажа неговите мислења. Добивме секако поддршка да продолжиме вака да работиме заедно со граѓаните, во интерес на граѓаните. Амбасадорот Тимоние вели дека го радува тоа што штипскиот градоначалник започнал со проекти кои обединуваат, а му честиташе и на наградата која ја доби за најпријателски градоначалник со робите. Воено истакна дека денеска е во Штип и на еден голем празник за штипјани, а тоа е 4 Прашан што Македонија може да очекува на престојниот самит на Европската Унија во јули и дали останува на ставот за законот за јазиците, Тимоние со став дека нашата земја има симпатии во делот на започнатите реформи. Sachez qu'il y a une sympathie générale autour des réformes qui ont été relancées en Macédoine. Генерални симпатии имате за реформите кои што повторно отпочнаа во Македонија. Сега е потребно национално единство за да може истите да се спроведат, затоа што ние ги почитуваме намерите, но повеќе очекуваме реализација на тие намери. И не треба да се изгубите во непотребни кавги. Но треба навистина да се обидете функционална работа да спроведувате во рамките на собранието кое што ќе ви овозможи да чекорите кон Европа. И искрено се надевам дека ќе бидат продуктивни разговорите вечерва, бидејќи вечерва имаме закажано средба со голем број на пратеници и искрено се надевам дека тоа ќе не води и кон мир и кон конструктивност. Претеничката во француското собрание Лилјана Тонги рече дека е задоволна што на денешната средба со штипскиот градоначалник успеала да размени мислење за она што значи локална и национална политика. Посебно ги следам прашањата поврзани со Западен Балкан, бидејќи сум одговорна за следење на случувањата во сите земји од Западен Балкан. Инаку француската претеничка и член на Комисијата за надворишни прашања, подпредседател на Комисијата за европски прашања и подпредседател на група за пријателство и соработка со Македонското собрание.